Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Возлюбени во Христа, браќа и сестри, со трепет во срцето и со длабока благодарност кон нашиот милостив Бог, застанувам пред вас денес, за да го изразам моето искрено чувство на радост за милоста Божја што ми беше дарувана, да го примам светиот чин и подјакон. Ова не е моја заслуга, туку дар од Бога, кој во својата неизмерна љубов и промисла ме удостои да бидам повикан на оваа света служба во Неговата црква. Денес, кога Светата православна црква го прославува споменот на светите рамноапостолни цареви Константин и Елена, чувствувам уште подлабока радост, што токму во овој благословен ден, исполнет со радост, ми беше дадена честа да застана пред Бога и Неговата света црква во ново послушание. Пред се ја вознесувам мојата благодарност кон Пресветата Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух, за сите милости, јавени и нејавени, што ги излеа врз мене недостојниот. Секој чекор од мојот живот, секоја радост и секое искушение беа водени од Неговата света рака, за да ме доведат до овој миг. Без Неговата милост, без Неговиот благослов, не би можел да тргнам по овој пат. Ти благодарам, Господи, за Твојата безгранична добрина, за Твојата милост што ме крепи и за Твојата светлина што го осветлува мојот пат. Моето срце е исполнето со длабока почит и благодарност кон нашиот возлюбен митрополит, Господин Петар, кој со својата архипастирска мудрост и татковска грижа благоволи да изврши хиротесија и да ме удостои со овој свет чин. Неговото благоволение за мене не е само чест, туку и опфрска, да го следам примерот на светите служители на црквата и да бидам верен на повикот што ми е доверен. Неговата молитва и поддршка се столб на кој се подпирам и со смирение му благодарам за довербата и љубовта што ми ги покажа. Со особена љубов и благодарност се обраќам и до мојот духовен отец, протоиерей доктор Оливер Ивановски, кој со својата трпеливост, мудрост и молитвена поддршка беше и остана светилник во мојот духовен живот. Тој, како вистински пастир, ме водеше низ патот на верата, помагајќи ми да ги разберам тајните на Божјата љубов и да се подготвам за оваа света служба. Неговите совети, неговите молитви и неговата непоколеблива вера во Божјата промисла беа моја сила во слабостите и моја утеха во моментите на искушение. Оче, од длабочината на мојата душа ти благодарам за се што направи за мене и за Твоето неуморно залагање да ме приведеш кон овој благословен ден. Исто така, од се срце му честитам на мојот брат во Христа, Александар, кој денес исто така го прими светиот чин и подјакон. Нека Господ го укрепи и води во оваа света служба со вера, ревност и љубов. Со радост му честитам и на нашиот брат во Христа, до вчерашниот дјакон, а од денес протодјакон, Златко, кој со својот пример на посветеност и ревност заслужено го прими овој возвишен чин. Нека Бог го наградува неговиот труд и го води по патот на служење со уште поголема сила и мудрост. Благодарност упатувам и кон сите вас, мои браќа и сестри во Христа, вашето присуство и вашата љубов кон Господа нашиот Исус Христос, со сведоштво за живото тело Христово, црквата, во која сите сме повикани да се трудиме заедно за Божјата слава. Ве молам, продолжете да се молите за мене, недостојниот, за да можам со Божјата помош да го носам овој чин
со смирение, со вера и со љубов. На крајот ја вознесувам мојата молитва кон Пресвета Богородица, нашата заштитничка и застапничка, да ме покрива со својот свет покров, да ме заштитува од сите искушенија и да ме води кон нејзиниот Син, нашиот Спасител и Господ. Нека Господ ми даде сила да бидам верен слуга во Неговото лозје, да го прославувам Неговото име и да му служам на Неговиот народ со целото мое срце. На Господа нашему слава, чест и поклонение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Со благодарност и љубов, по милоста Божја од денес и по ѓакон Пеце. Господи Исусе Христе, Сине Божји, помилуј ме грешного.